من ظلمات الجهل ووهم إلى أنوار معرفة وعلم ومن حول الشهوات إلى جنات القربان. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Почитувани джематли, нека ни биде мир и спас мене на вас во овие свети денови кога Аллах Желешану ни ги опроста нашите гревови. Ја овој курански ајет највише се плашам од него. Значи има ајети во Куранот кои се многу загрижувачки за еден родител. Овој курански ајет кој го цитирав, јас ко родител и вие ко родители, ко одговорни за фамилија, ќе ви го преведам и да размислете што значи. Ја ајуҳаллазина амену қу анфусакум ва ахликум наран. Аллах Желешану се обраќа нас о верници. Кога вика о верници, прво чувајте се самите себе си. Значи ние треба да се чуваме ко верници самите себе си. Но ко одговорен за фамилија имаш целосна обврска да се чуваш самиот себе си, да ја чуваш фамилијата. И вика Аллах: о верници, чувајте се себе си и семејствата ваши од огнот. Значи Аллах Желешану нас ни се заканува на верници кои ние не се чуваме самите себе си прво, а не ги чуваме нашите семејства. Не ги чуваме нашите семејства, тоа е нашата тема денеска, кој сакам секој родител да размисли многу убаво. Затоа што ние ко родители сме одговорни за нашите семејства. И викаат, значи о верници, чувајте себе си и семејствата ваши од огнот. Јелешану кој огон? Тој огон ќе биде пален од луѓе кои не се чувале и не ги чувале семејствата. Ќе сватите понатако дешто што не ги чувале. Значи ќе биде пален тој огон од луѓе и од камења. Во него вика ќе горат. А мелеките вика ќе се грижат за тој огон. Мелеките ќе се грижат за тој оган и ќе бидат многу строги, значи без никаков милост. Мелеките се многу милостиви. Но во тој оган, за да не може човекот да се спаси од него, мелеките ќе бидат чувари на тој оган. И ние ќе се молеме да бидеме спасени, да ни се Аллах Желешану смилуват, затоа што глата на семејството може семејството да го упате и може семејството да го запусти, по наше кажеме. Иначе, да му даде прав пат и да му даде крив пат. И затоа глата на семејството, родителите, се одговорни за своите семејства. И викате, нема да бидат непослушни мелеките. Никој наредбата Аллахова. Мелеките единствено
што нема да ја слушаат наредбата од Аллах само за овие луѓе, кои биле причина луѓето, водичите на семејствата, ги упателе своите семејства по погрешен пат. И мелеките вика нема да ја слушаат Аллаховата наредба, значи види, ќе му скрша зборот на Аллах Желешану. Ќе бидат чувани на тој оган во џеhennem без милост. И ќе вика ќе работат она за мелеките, што им е наредено од Аллах Желешану. Овој курански ајет од Аллах Желешану. Значи, поштуваат џемати. Ние ко семејства и ко одговорни на нашите фамилии, Аллах Желешану има друг ајет. Во суратул Белед викат ла уқсиму бихадал белед wa anta hillun bihadal balad evo ba'd трети ајет wa walidin wa ma walad wa walidin wa ma walad. Викат тука Аллах се колне во градот, светиот град, тоа не е наша тема, но викат и се колна, Аллах се колне во родителот. Значи, Аллах Желешану рекол на ние во претходните ви, не се колне во нешто што вредит. Се колне во времето, се колне во вечерта кадра, се колне во сабавот, се колне во многу работи. Значи, се колне во работи кои вредат. Родителот вреде за семејството. И родителот е патоказ и пат кој ќе му дадет на семејството како да се движат. И вика, се колна викат во родителот. И во она што го роде, дали тоа било машко или женско, се колне Аллах Желешану, ние сме во неговите створени, во родителот и потомството од родителот. Почитуваме џемати, овој курански ајет сака да кажат дека родителот е поврзан со децата не душевно, но повише од душевно е поврзан исто, така физиологите ги имат кажано, исто ко човекот што ја поседува раката, што ја поседува ногата, што поседува носот. Можеш сами од себе си да ја скинеш раката, можеш сами од себе си да се оштетеш, можеш сами од себе си нешто да се направиш, не можеш. Значи ти те болет. А детето за родителот е исто, може родител да му наштете на дете? Никој пат. И тука, во овој курански ајет, Аллах се колни во родителот и се колни во она што го родил родителот. Тука е телесно поврзана работа. Таа телесна поврзана работа, што ме џематли, ние ко родители ја знаеме. Уште многу родени ќе се родат, од првите денови кои ќе немаат да спијат, и кои ќе плачат, и кои ќе е вознемирено, кои ќе имат болки, и ние не можеме да спиеме, и нас подаде болец. И тоа го знаеме. Кој родител многу едноставно ќе го сватат. Но имат родител највише го почувствуваат детето ако му паднало, тргнал по некој лош пат, украло, сторело нешто неубаво, нечесно, некој резервно направо, некој криминал направо и ќе му сејават од полиција. Ќе му сејават од полиција да дојдеш те бараме од полиција. За било што од овие случаи, има такви случаи. И веднаш паметот ќе го појде по најлошото страна. По најлошото, не дека украл, не дека нешто направил некој резервно, да не нешто му се случило нему. Прво прашате ли е живо, а другото све родителот го поднесат.
дали си степало, дали нещо направило, прво ќе му појде дали е живо. Ако е живо, ќе речете алхамдулилlah, другото све ќе остане. Зошто? Затоа што родителот највише се плаше за своето дете. И се плаше за неговото постоење на оваа дуња. И све ќе поднесет, и све ќе направит, само да му биде здраво и живо. Овие почитувани джематли, Аллах Джелешану во сурето А'раф, а претходното суре беше во сурето Техрим ајет 6, и кажувам овие ајети за тој што сака да им проверат и да им проучат уште побаво. Во сурето А'раф Аллах Джелешану вика: "Фела юхреджукума мин елџеннети фетешқа." Овој курански ајет беше за Адем алейхиссалам. Но за Адем и Хава Аллах Джелешану ги изведе од џеннет. Беа во џеннет има се. Има се што посакуваат. И џеннетот е таков. Без да се потеме, имаме. Разликата од џеннетот и дуњата е во дуњата мора да се испотеш за да имаш. А во џеннетот не се потеш, имаш се. Кога Аллах Джелешану ги изваде од џеннет, тие се унесреќеа. Зошто? Затоа што има се и се што требат во дуњата фетешка, викат така беше. Никако викат не ви интересира од џеннетот работи, сега ти викат се унесреќевте, пошто Аллах ги упомена. Све јади, све прави, јади, пи, све, само не по тоа дрво. Но човек по човек, кај што му е забранено тука, ја пушта раката и тука паметот му е. Показна Адем алейхиссалам и дојде на дуњата, сега викат се унесреќи. Ние на дуњата сме унесреќени. И затоа работиме на оваа дуња, за да се усреќиме во џеннет. Јасно? Што живеете? Да влеземе во темата. Ова беше повеќе во темата. Најнесретни ќе се оние луѓе кои собираат богатство, па викат да го поседуваат богатството цела земја, а детето не му ја како што посакуваат. Почнуваш верни. Колку да собереш пари, колку да стигнеш во животот највисок степен на наука, највисок степен во општеството да бидеш дали преседател, дали богатството да го имаш на Оазис, да бидеш Ајнштајн, значи да те спомнува дуњата. Ако детето не ти е она што ти го посакуваш, ти си најнесретниот човек на дуњата. Така, секој родител се маче и секој родител работи за да го види детето онака како што сакам и посакувам. Јас една случка, пошто ако не го види така што посакува, тој ќе биде најтажниот човек на дуњата. Се имат, но што децата не му се средени, тој е најтажниот човек на дуњата и најнесреќниот човек на дуњата. Тоа го почувствуваат луѓето највише што се во Запад. Подалеку од исламска цивилизација ги залажуваат децата дека имаат човекови права, не смее родителот да ти искарат, ако те искара пријави го, ќе го затвореме. И тој такви дела имат. Значи има што не можеш детето своје да го искараш, да го поучиш за добро. Има такви работи во кој. Тоа е реално. Од тука се разипуваат децата. Се разипуваат децата се значи има богатство, но спомни го син му, тој е несреќен. Ја ќе кажам една случка. Бев поканет
во амбасада, од амбасадата македонска во Египет, имаше конференција за цивилизација. Еден паметен човек, доктор на науки, рече вака: ако не си сигурен дека синти, внукти и правнукти ќе бидат муслимани таму кај што живееш, не спомнеме запад сега, било каде, во Милисичани и Кичево. Значи, ако не си сигурен, синти, внукти, правнукти, 3 колена, дека немат да бидат муслимани, тебе ти арам да живееш во таа земја и да ја напуштиш таа земја, да бараш таму кај што си сигурен дека синти е муслиман, ќе роден муслиман и правнукти ќе бидат муслимани, пошто ние од луѓе само тројца можеме. И син да дочекаме, и внук и правнук, повише не можеме, толку ни е векот. Зошто? Ако дочекаш ти овие тројца, кај да живееш, во Америка и во Запад, и секаде, но остана на својата вера како муслимани, ти си најсреќен човек. Но, син ти се ожени со православ. Се роде дете со 2 вери. Родителот го патувац. Децата ние сме патокас и урнек и слика за децата. Ако двајца едно зборуваат, тоа ќе тргне по еден пат. Но двајца да му зборуваат, не знае по кој пат да тргнат. Излаг од контрола. Излаг од контрола и се случуваат најлошите работи. Внучињата, децата излагат, значи, со неисламско доволна цивилизација. Што джемати? Некојаш човекот се потен, работен, целото богатство што го собира, живее во убави благодети, значи ништо, све што му треба во дуњата имат, се касне на вечерот, толку многу што работе, дојде до 12:00 вечер, сабајле излага порано за да завие на работа. Све тоа го прави за децата, за да им го обезбеди животот. Доволно не се дружи со децата. Доволно не ги носе по исламски центри да учат. Од верата ништо. Тој човек и тоа богатство и се тоа што го прави во узакот, ќе дојде ден што децата негови прво немат да му го признаат на родителот затоа што не се воспитани доволно исламски. Дете ако е воспитан исламски, тоа ќе биде задоволно со малци, а не со многу. Значи родителот се трудат, работат за децата. Но не внимават дека треба да посееш со децата. Не внимават дека треба во петок да ги земат да не се џума. Не внимават дека треба децата да повише внимание имат. Нас дуњата да земат. Но се што собираме, го собираме за децата, за нив го оставаме. Но ако не се воспитани исламски децата, тие деца ќе бидат незаблагодарни на своите родители. Друга работа. Овде обратно се ово што кажам. Добар родител му е рад срцето. Смирен, сигурен во тоа што прави. Ако децата му се среќни. Порад, родителот не, ако децата му се среќни, ако му се тие воспитани, ги спомнуваат за добри примери, отфилат децата се за добар пример, тој е најрад. Не само на дуњата.
Најдете родителот и во гробот кога децата му се спомнуваат за добро. Ако сакате родителите да ви бидат среќни во вашите гробови, правите и затоа она е садака тури. Она трајна садака е да ги воспиташ децата по исламски пат. Тај вика чешма без слабина. Значи родител има богатство, има све ужива. Не ги воспитал децата, тој е најнесреќен. Тој е најбеден. Тој е најнесреќниот човек на дуњата. А обратно, родител кој ги воспитал децата, за добро му ги кажуваат и за добар пример, не го срама ни на дуњата ни на ахиретот, тој е најсреќниот родител. Ако нема богатство, но е најсреќниот човек. Почитувани живатели, Аллах шану за се дава тајата. Ова се што го кажуваме во Куранот. Во суретул Фуркан, ајет Раббена хеб лана мин азваџина ва ذурријатина куррат ајнин ва џаална лилмуттақина имамен. Аллах шану вика вака. Они викат кои зборуваат: О Господаре наш, о Аллах наш, о наш. Се мола на Аллах шану и стремат да го молиме тоа. Подари ни викат жени, наши потомства, семејства, да ни подадеш радост во очите. Родителот ќе го видиш, не го гледаш по богатството, дали тој бил богат, да те радост име. Исполи му се во очите на родител кој е среќен, ќе го видиш во очите. И исполи му се на родител во очите, ќе видиш дека тој има малку децата. По очите родителите се познаваат. И затоа треба да се молиме: Раббена хеб лана мин азваџина. О Господе, дај ни прво жена. Најголем благодат на дуњата е Аллах да ти дај жена која ќе ти биде партнер, што не те секират, ќе ти чува честа и гордост. И потоа викаме: азваџина ва ذурријатина куррат ајнин. И да ни даеш здраво потомство, да ни даеш деца, за нашите очи да блескаат од радост. Како не човекот се гледа по очите дали децата го секираат или не го секираат. Иш да не ти кажат, ќе го знаеш. Потоа викаме: وَجَعَلَ لِلْمُتَّقِينَ имамен. Одредени викат да бидеме водачи. Ние сме водачи, рековме во претходниот ајет. И затоа ние одговараме за децата. И ние одговараме и ги земаме сите нивни гревови што ги прават после. Ајетот го кажа кој не беше, за жал тие што не се: Ја иледина амину ку анфусакум ва ахликум нар. О, вие верници, чувајте се себе си и семејствата ваши од тога. А ти кој имам куллу раи месул ан рајети. Секој еден стошар е одговорен за своето семејство. Секој еден стошар е одговорен за своите овци. И ти си одговорен за себе. И затоа ќе одговараш. Ти си имам и потоа вика лилмуттақина имамен, и да бидеме богобојазни, да се плашеме од Аллах Желешану. Чудно живеат. Ти ако го видиш твојот син се плаши од Аллах Желешану, пред тебе се спремал за наџума, пред тебе се спремал дојде на таравија, тебе ти е кеф. А ти му викаш ајде на џума, оди тја ќе дојде не дошол. Се гледаш назад, многу родители се вратат. Го немат. Приспал уште. Му викаш на таравија дојди да клањаме, а ќе дојде. Фудбалите работат, светското првенство работат. Ти треба да се загрижиш за тоа дете. Ќе му остане навика. Тој не се плаши од Аллах Желешану. А штом дете не се плаши од Аллах Желешану, од тебе нема да се плаши. Тој значи нема почит спрема тебе
а немат почит и спрема Аллах Желешан. Почитувам жената. Ние затоа што сме телесно поврзани со децата, нас децата највише не болат. Не болат како што не можеме телото свое да си го повредиме, така не можеме и децата да ги повредиме. Но можеме децата да ги воспитаме. Можеме децата да ги воспитаме уште од мало детица. Јас читав една книга како да направиш од твоето дете да биде лидер. Дали во индустрија, дали во бауштене, дали доктор, дали преседател, лидер да направиш. Сакаш детето, ја, породител, ќе направи лидер. Има таква книга. Ја читам. Една работа ја приметев и там ја останала памет. Што ние највише не внимаваме во тој период кога треба да внимаваме. Не внимаваме и не сме знаеле дека со децата треба да работиш после од 3 до 6 месеци до 7 години. Што значи тоа? Ќе се роди едно роденче, то само што ќе цицне и ние сите околу него. Значи, сменати пелените, не е изпрljeno, најадено ништо не му е, сите на него. Го навикнуваме од малечко само да побара нешто и сите околу него. Скршено рака кршец. Плюс и учеме да не ранат све и свешто. Се гордеме ако опцуја децата. Јас су видео старбове, опцујме. Наместо да го научат да не пцујат, да го научат да не лажат од мало, да го научат да биде искрен од малечко, да му остане навика, пошто навиките останале од 6 месеци, од 3 до 6 месеци до 7 години. После 7 години, детето, ако го научат старбабот или бабот го пцујат, и сме виделе, зборуваме вистини. Се смее, тој ќе се смее, да уштеднеш. Уштеднеш опција. Тој кој ќе порастет, ич не му е след 2 пати, ќе те опцујат, ич не му е гај. А ти од малечко ќе го научиш да те почитојат. Што му даваш да јаде, да пие, чисто е слеворед, и тие деца што се повоспитани од малечки, тие се први на школа, тие највише ја слушаат учителката, тие се највредни деца. А дете гадено од малечко, тоа дете ни ќе учат, ни учителка ќе поштојат, ни тебе ќе те поштојат кој ќе порастат. Значи, ние мислејќи дека сме млади, дека треба да работеме, воопшто со децата кога се мали, никаков иш не седеме со нив. А треба, значи, највише ние да седеме со децата кога се од 6 месеци до 7 години, да ги научат нашите навики и ние да ги научат нивните навики. А после 7 години, затоа е исламот. Карај ги децата да се клањаат од 7 години, а тепај ги од 10 години више намаз да не останат. Зошто? За она што го кажаме претходно. Ако не се плаша на Аллах Желешан, тие нема да се плашат од тебе вечно. Кај се децата сега? Гледаат фудбали. Тој значи немат почит спрема родителот. А немат почит спрема Аллах. И тоа му останува навика на детето. Тоа е реално. Ако ние сме сите од Аллах Желешан, ако да го земет, ќе го земет. Не можеш ти и милиарди што се ги створил, не можеш да го спасиш. Затоа детето треба да го воспитуваме од малечко, од 6 месеци до 7 години, да ни ги научи нашите навики и ние да ни научиме неговите навики, а да го научиме правилно пошто. Затоа што родителот да станет и Обама, и Клинтон, рековне, да станеш богатството на Бил Гейтс, на Оназис, научни крајшта е било кој. Ако детето
не ти е како што ти го посакуваш, ти си најбедниот и најнесретниот човек на дуњата. Што е жати? Многу е важно средината, како ти ќе го обезбедиш на детето да живеец. Ако ти на децата твои му дадеш средина здрава, кај што имат ислам, кај што ќе дојдат на мектеп, ќе научат, ќе кланјат, тој тоа ќе му стане од навика до пракса. Од пракса ќе се плашат и тој ќе биде тие деца, но ти средината му ја овозможуваш да живее било каде во странство, се интересираш повише дали поминало на испит, дали научило јазик, но не се интересираш да му најдеш мектеп да научи Куран, да слуша да вера. И тие деца, и се почнале така да се враќаат, ќе се вратат родителот во својата средина, кај што е родното место, тие не сакат да дојдат. Зошто? Прво, ни Куранот го привлекуват, ни џамијата, ни исламот, не бе што идам таму јас. Таму се запоставени, таму се бедни, таму ништо не знаат. И така натака. Ќе почне више да те омаловожуват и омаловожуват местото кај што е родителот негов. Зошто? Се навикнал на таа средина и на тоа кај што живеат. Затоа многу е важно што џематли децата да ги воспитаме. Јас имав една случка, тоа во Египет, кај нас немаме. Ретко имаме човек да има библиотеки. И одев еден другар, татко имаше библиотека, цела соба, значи од тоа згородо библиотеки. И земаме книги да учеме. Имаше некои книги, му беа поважни од очите некои. Не оставаше да ги буцнеме, тој да ги знаете. И одев заради таа работа, да зема книги, да зема материјал за да читаме. Умре после некој време родителот и поделе богатството. Тројцата синови не го интересира библиотека да наследат татко. И тоа што има да фрле. А тој што беше учениот, тој што беше воспитаниот, тој ја зеде библиотеката, ја наследе и тоа е богатство. Значи да научиме децата да прочитат исламска книга, да прочитат и знаат пегамберите, да прочитат и да знаат од исламот. А ние повише се интересираме за курсеви, се интересираме за спортови, а иако треба се тоа да правиме, но никој па не се заинтересируваме и многу малку се интересираме да видат, да учат од верата. Ужас е голем да не се заинтересираме. Ние едноставно сега родителите во ново време и ние испити правиме со децата. И ние читаме, и ние ги учеме. 90%, може би 100% имат фамилии, ќе учаат со нив за курсот, ќе учаат за децата, ќе учаат сега екстремни испити, но никој пат не земаат да научат едно суто. И ќе порасне детето, ќе порасне без тоа да знае ништо од верата. Ја ги гледи на Амено Кувен Фусер, кога ќе го нарем, о верници, чувајте се самите себе си и чувајте и вашите фамилии од оган. Затоа што ти требет да ги чуваш твоите самиот себе си децата од оган, ако не го упатеш, ти си му го дал околот. وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. И знаете дека, не затворете таму вратата.
И знаете вика дека навистина имотите ваши и децата ваши се искушенија и дека секако ке Аллах Джелешану имате награда голема ако ги воспитате децата. Значи нашите деца и нашите богатства се искушени на оваа дуња и ќе одговараме ке Аллах Джелешану ако ние децата не ги воспитаме истински. Човекот се фасцинира, никогаш не се интересират за исламот, многу малци ги учат децата и потоа му е крив, никој не му е крив, самиот си крив. Затоа што рековме во претходното да не се навраќаме, тој самиот не му го кажа правиот пат, а после ќе го видат касно. Ја ја легнаме кој пускува лекунара, ние треба да се заинтересираме и да не болат нас семејството и самите себе си ќе одговараме ке Аллах Джелешану, затоа што децата ние не сме ги упателе и некој нема да ни биде крив кога ќе биде касно. Секој човек се тестират и преку децата, и преку се тестират преку децата, тоа имат وَعَلَمُوا أَنَّ أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ فِتْنَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. Почитувани животни, знаете ли дека навистина имотите ваши и децата ваши се искушенија и дека секако ке Аллах имате награда ако вие ги упатете. Ќе имате награда ако денеска успеевте или успевате во идните денови децата да бидат со вас и до вас да кланјат. А ќе имате и посркувате огорот и самите себе си ќе бидете казнети затоа што вие сте одговорни за децата денеска што не сте ги донесли со вас. Аллах да ве награди, мене многу да кажуваме и мислам дека тиот почеток што бе го свати ајето ја ги ледина амину ку енфусуку вахлику винаве, овој курански ајет е најстрогиот курански ајет за секој родител. Овие верници, плашете се самите себе си и плашете се за вашите семејства од тога. Ја објаснав, Аллах да ве награди за вашиот сабар, затоа што вола тектуму авладуку мин емлак, немаме време да кажуваме овие курански ајети и после нас некој ни е крив затоа што ние не сме знаеле, не последната минута да слушнеме. Ова јас за себе го знам и имам должност